Ниските и нередовни плати, високата невработеност и партизацијата и утугеноста на институциите од граѓаните се главните причини поради кои 20% од населението во источниот плански регион заминало во странство. Такви се податоците од истражувањето што го спровело Сдруженијето Иницијатива на невработени интелектуалци од Виница во рамки на проектот Афирмација на миграцијата и емиграцијата од општините Виница, Зрновци и Чешиново-Облешево. Резултатите од завршената анализа беа представени на пресконференција, на која беше истакнато дека иако повеќе од половината од иселените биле вработени пред да заминат, ниските плати, притисоците и дискриминацијата на работното место ги натерале да емигрираат. Сепак, дел од нив изразиле подготвеност да се вратат, доколку просечната плата достигне 500 евра по вработен, а органите на власта да исполнат и одредени услови. Тие бараат да имаат средби 2 пати годишно, средбите лично да ги фасилитираат самите градоначалници и општините да ги обединат сите институции, како банките кои што ќе дадат информации за кредитните линии, Агенцијата за вработување за мерките, исто така Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, Агенцијата за поддршка на земјоделие и така натаму. Општините, што е она што општините го нудат на самите селеници да се вратат? Какви мерки, какви олеснителни околности, дали нудат простор, дали нудат комунали и така натаму. Освен од општините, истражувањата со проектот на Сдруженијето ИНИ покажале дека иселените лица бараат поддршка и од државата. Иселениците бараат уште нешто. Државата да овозможи истите иселеници од странство, преку аташеата, преку амбасадите, да можат да аплицираат за мерките кои што ги нуди владата и другите институции. Освен ова, тие бараат и мерките да бидат достапни во текот на целата година. Значи континуирано. Не да почнуваме од почетокот, распишуваме конкурс од март-април, па тоа трае до јуни, јули или август месец и после почнуваат. Него во текот на целата година самите мерки да бидат достапни за оние кои што се заинтересирани да вложуваат во сопствената држава. Инаку, проектот Афирмација на миграцијата и емиграцијата од општините Виница, Зрновци и Чешиново-Облешево се реализираше со поддршка од Civica Mobilitas, што е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка. Резултатите од проектот јавно се достапни и на веб страницата на Сдруженијето ИНИ Виница.